домаќини организатори на оваа средба, почитувани професори, колеги, драги, пред се извинувам затоа што сосем случајно помислив дека започнува во 12 и не би можела никако да си го опростам оваа моја грешка. Во секој случај, сега ќе ви кажам, ќе се обидам да бидам што пократка, во смисла ќе ви кажам која е релацијата помеѓу главната тема и главната област на ова истражување со фолклористиката како една многу интересна или специфична област, која што се занимава и со традиционалната теориска насока, но се појавува кон крајот на 20-тиот век една нова теориска идеја, која многу повеќе книжевните текстови не ги анализира како јазички споменици, туку како културно-антрополошки феномен со социолошки димензии и кои што имаат улога да бидат коректив на општествените аномалии. Сега на почеток би кажала само која е врската помеѓу книжевната аксиолошка мисија, врска со народните преданија и она што го имаме во народното творештво. Во таа смисла би кажала одредени ставови на професорот Илија Велев. За подготовките на мисијата уште во 862 година светите браќа ја устроиле првата словенска азбука глаголицата, ортографски структурирана, различна од византиско-грчката. Истовремено извршиле кодификација на книжевниот и на богослужбениот црковнословенски, односно старословенски јазик, во чија основа влегол македонскиот словенски говор од околината на Солун, а на истиот јазик се превеле и битните, нужните богослужбени книги. Моравската мисија завршува по смртта на Свети Методий во 885 година, при што Кирило-Методиевите ученици, знаеме, биле прогонети. И изворните идеи од Моравската мисија ги продолжиле најистакнатите ученици Свети Климент и Наум, а го спомнувам ова затоа што најголемиот број на нашите преданија се токму поврзани со нивната света дејност и суштествување. Значи, нивното напуштање на Моравија и доаѓањето на Балканот означува враќање на реализацијата на идејата за ширење на словенската цивилизацијска свест назад кон незините извори. Ова е еден извадок од Илија Велев. Уште нешто би кажала, ќе се обидам што пократко, за врската помеѓу книжевната и духовна школа со народната традиција. Повторно според Велев, историската и културолошката проекција на заживувањето на Кирило-Методиевската традиција представува мегникот од каде што проникнала и почнала да се развива македонската средновековна книжевност. Ако во рано христијанскиот период Византија ја основоположува книжевната традиција и на македонскиот простор, во Кирило-Методиевскиот период македонските книжевни процеси биле користени како акции за реализирање на стратешки развојни доктрини. Со заживувањето на Охридската духовна и книжевна школа, предводена од Свети Климент и Свети Наум Охридски, на Македонија се концентрира автономен книжевно-историски развој. Значи, Охридската духовна и книжевна школа, начело со основоположниците Свети Климент и Наум и нивните следбеници, ги стандардизирале востановените духовни, просветни и културни насоки на развој, при што издигнатата традиција стекнала основа за идниот континуитет на македонскиот книжевен развој, но тука во секој случај се надоврзува и народната култура, односно делот кој што спаѓа во истражување на народниот менталитет и народната традиција. Во однос на фолклористиката би сакала накратко да резимирам неколку податоци. Славистичката наука уште во 19-тиот век почнала да ги истражува и представува пред светската фолклористичка школа значајот на втемелувањето на словенската култура и писменост, браќата Кирил и Методий и на нивните ученици. Посебно место во тие проучувања имаат Свети Наум, Свети Климент Охридски и Свети Наум,
која продолжила дејноста на своите учители во Македонија, а Климент Охридски знаеме дека станал основоположник на македонската култура. На нашиот простор, фигурата и значајот на Свети Климент Охридски е многу порано темелена во областите како што се средновековна книжевност, историја на уметност, додека состојбата со фолклористиката, или попрецизно книжевната фолклористика, тоа е тој наративен фолклор, е нешто поинаква. Во оваа смисла би ги споменала професорката Вера Антич и професорот Харалампие Поленаковиќ, кои беа првите извонредни истражувачи на областа македонска средновекова книжевност, историја на македонската книжевност и поврзување со народната традиција, односно ни го отворија патот на фолклористите да го осознаеме начинот на кој што се поврзуваат и мора да бидат истражувани двете компатибилни науки. Фолклористиката како научна дисциплина ги истражува феномените кои во процесот на времето нормално се менуваат и во зависност се од разбирањето на оваа дисциплина. Тоа е наука што го проучува фолклорот, појавите и карактеристиките во самото време кога се создаваат, но и рефлексиите кои што ги има во времето кога се јавува научникот кој што ги истражува тие феномени. Сега би кажала кои се спецификите кои што се поврзани со народната книжевност. Знаеме дека во народна книжевност спаѓаат народна поезија, обредни лирски, епски песни и балади, народна проза, каде што спаѓаат токму овие главни моменти за кои што ќе зборам. Тоа се народни приказни, преданија, сказни, новелистични приказни, преданија, легенди и така натаму. Новиот период на современата фолклористика ги карактеризира истражувањето на новите културни феномени, тука спаѓа визуализација на наративниот текст. Тоа се поврзува со најновиот бран на туристичките атракции, каде што мора да бидеме многу внимателни како научници и треба да им даваме многу сериозни поуки на туристичките водичи кои што ги представуваат нашите великани пред светската јавност која доаѓа во Македонија, да знаат на кој начин како да ги извршат редакциите и да во популарна верзија. На кој начин се врши врската помеѓу средновековната книжевност како главен извор преку народната традиција која што ги трансформира нормално и главниот однос е помеѓу стварноста и фантазијата и на кој начин истите тие легенди и преданија се пренесуваат на туристите кои што ја посетуваат нашата земја. Вака, значи, на Институтот за фолклор постојат огромен, покрај објавените зборници од 19. век, Миладиновци, Шапкарев и ред други изданија, кои што претходно биле, за жал, морале да бидат објавувани во СБНУ, тоа е зборник на български народни умотворенија во втората половина од 19. век, за среќа се преобјавени во втората половина од 20. век во македонски извонредни изданија. Потоа извонредни варијанти имаме на истите овие наративи, фабули во архивските записи од Институтот за фолклор Марко Цепенков, кои што ќе бидат најпрецизно и анализирани и објавени во трудот кој што ќе биде дел од објавената верзија. Сега само би рекла вака, ги знаеме кои се мотивите кои што се јавуваат во преданијата за Свети Наум и Свети Климент. Но мора да имаме во предвид, како општа обсервација во врска со преданијата за Свети Климент и Свети Наум Охридски, мора да истакнеме дека се тоа народни умотворби кои се создадени најчесто на познати интернационални мотиви, како, например, оние за заштитничките постапки и улогата на светците, нивната лечебна, односно лекувачка способност, односно извршувањето на чуда од таков вид чудотворци.
согласно со најновата и најзначајна функција на светителските дејности, пред се издвојува просветителската моќ на Свети Климент и Свети Наум. Многу е важно да се нагази фактот дека многу често меѓу преданијата за нив се совпаѓаат со нивните биографии, каде што главниот акцент е ставен на просветителската дејност, но има и значаен број преданија во кои што преовладува оној фантастичен мотив кој што се граничи со реалноста и имагинарното. Еве само еден мал момент ќе ви кажам, кој што е објавен во Наум Целаковски народни приказни за Свети Климент. Кога стигнал Свети Климент во Охрид, видел дека луѓето не живееле во куќи, туку во некакви колиби, покриени со слама и подпрени на диреци. Тогаш Свети Климент нив ги научил да зидаат убави куќи од камен. Прво тој ги ја созидал неговата црква, па потоа сите почнале да зидаат убави куќи од камен. Има голем број на варијанти кои што ќе бидат објавени, сега не би должела премногу, кои што ги истакнуваат токму овие просветителски нивни дејности. Главниот акцент се ставен на подвигот, заштитата, спасувањето и слични заштитнички улоги. Само попатно би го навела Брелих, тоа е еден истражувач во нашата наука, значи во фолклористиката, околу дефинирањето на поимот јунак или во нашиот случај тоа е светител и функционалната еквиваленција со нашите светци. Морфолошката структура е следната. Тоа се лица чија смрт има посебна величина, кои се тесно поврзани со борбите, со мантиката, со медицината, со инициацијата. Тие се основачите на градовите и нивниот култ е пред се од граѓански карактер. Тоа се предци на групите, на крвните сродници и прототипски представници на некои основни човекови дејности. Тоа е се во согласност со ова што имаме кај нашите светители. Тие поседуваат посеби дури и чудовишни особености, а исто така пред се просветителско однесување со што се одава нивната надчовечка природа. Херојството, односно светителството, представува своевидна институција, слична меѓу многуте народи, која поседува определен кодекс на однесување. Се очекува своевидна равноправност на противниците. Тука се мисли пред се на она познато предание на Свети Наум со борба со мечката и укротување на мечката. Потоа, светителството, односно юнашството, го подига моралот на населението, ја манифестира внатрешната вредност на човекот. Од тука, јунакот, тој светителот, има корисна, многу битна социјална улога. Тој заштитува, праволюбив е, поседува просветителски моќи, но и пред се добро однесување кое што им служи на населението, кое преку народната традиција ги усвојува тие морални вештини. Не би должела премногу, би ги спомнала само некои може би мали битни моменти, но презначајни. На сите ни е познато преданието за изградбата на манастирот за Ум. Станува збор за една жена која наспроти општото верување дека не смее да се мери езерото затоа што може да се случат незгоди, се подвргнува на таков чин, пошто едва и успева да биде спасена на крајот на пред крај на самата фабула. На крај, во знак на благодарност кон светителите и кон Божеството, таа го гради манастирот Свети Заум, за да биде заум на наредното поколение. Ова особина ја истакнувам сега затоа што е поврзана е со една многу битна особина на христијанството, односно православието, а тоа е метанојата. Многу добро ја знаеме значењето и вредноста на овој феномен. Значи, преумувањето, промената на свеста и преку покајување и преку буквално подигање на нивото на свеста, народот, одредената заедница учи како треба да ги совлада моралните вештини и параметри на времето во кое што живее.
Има многу варијанти на неколку основни мотиви кои што се јавуваат во преданијата. Едното е со спасителската улога. Знаеме дека и лечитбата, како е на оригиналниот Охридски во 19 век, тука постојат голем број на варијанти на луѓе кои што поединци, кои што со вегување на манастирот успеваат или преноќување, успеваат да ја надминат таа физичка или психичка недостаток кој што го имаат. Сите овие особини ни даваат за право да веруваме дека народната традиција, иако е спој помеѓу стварноста и фантазијата, има извонредно важна улога во општеството, односно во заедницата, кога се пренесува со тие морални карактеристики. Едно од поновите истражувања во фолклористиката представува истражување на диаспората. Ова само за накратко би го кажала, во смисла на тоа како се одвива нашата наука и мисловно, теоретски, и што се случува со неа. Имено, во па не е баш ни најнов период, тоа се истражувањата на македонската диаспора во Канада 80-те години од 20-тиот век, кога целата експедиција од Институтот за фолклор таму ги истражувала македонците, се јавуваат бројни раскажувања, тоа се устни приказни или преданија, во кои што се дава огромна почит на храмовите кои што се насловени, кои што се именувани според Свети Кирил и Методи или според Свети Наум или Свети Климент. Во оваа смисла, како еден мал важен заклучок, би ја споменала и тезата на Алексеј Лидов, еден современ историчен уметност и византолог, со појавата, односно со создавањето на феноменот хиеротопија. Тоа е поим со кој иконичната вредност, значи иконата, ја создава светоста на просторот и околу себе, во моментот кога се создава, од моментот кога е создадена. Во оваа смисла, сите цркви кои што ги слушаме од архивските снимки снимени со диаспората, во чест на Свети Кирил и Методи и Свети Климент и Наум, од моментот на изградбата представуваат создавање на тој свет простор кој се осветува и ја создава назначената хиеротопија. Поврзано и со современите наративи кои што не мора нужно да бидат сеќавање, не мора нужно да бидат традиционален тип на овие наративи, од познатите традиционални зборници од 19 век, туку во нов облик ја гледаме величината на цел на Кирило-Методиевската мисија, која што трае и до ден денес со огромна величина. Во објавениот труд ќе ги дадам карактеристиките кои се споевите со византиската книжевно со византискиот период, како се трансформираат некои наративи или што се случува во народната уметност. Пред се тука мислам на наративниот фолклор, жанровите кои што се овде, и на кој начин доаѓа до постоење или непостоење на некој феномен во нашата култура. Само на кратко би кажала причината зошто го нема базилиск како митолошко суштество, петел змеј на просторот на Македонија, а го има на сите околни народни традиции, дури и во Русија Олга Белова го спомнува дека го има во одредени евангелија, кај нас се јавува само на едно или две места како маж, но нема никаква функција во која што ја има од 11-12 век, која се јавува во католичкиот свет, во значење на петел змеј, кој што има заштитничка улога да го чува, да биде заштитник на градовите Варшава и да не ги набројувам, не е битно. Базел и така натаму, има во преголем број во католичкиот свет, а предпоставувам, благодарение на објавувањето и одличната редакција на Блаже Конески и професор Вера Антич на Тиквешкиот зборник, дознавам дека во нашата верзија на физиолог
не постојат фантастични животини, туку се присутни само реалистичните. Причината, значи го нема еднорогот и го нема ова суштество. Од таа причина еквивалент функционален во македонската народна традиција е змија чувар куќа. Така што од огромно значење ни се ракописите и истражувањата од вашата област кон дознавање на некои суштински мали танани суптилности во народната уметност. Ви благодарам на вниманието.